кратки најави за денешниот дневник. Отворена прва инклузивна игротека во Охрид. 20 на граѓански организации бараат да не се отуѓува земјиште на локалитетот Мауцкер. Уставниот суд одлучи да не оценува законитоста на одлуката на Охридскиот совет за урбанистички план за индустријска зона Мауцкер. Цената на основните прехранбени производи ќе почнат да се намалуваат кога трговците ќе ги потрошат за лихите набавени по повисоки цени, тврди министерот Бектеши. Колку собира државата од еколошка такса и каде се трошат парите? Со дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето облачно со врнежи дожд, ветровито и свежо со измерени максимални 7 степени Целзиусови. Врнежите од дожд ќе продолжат и во текот на ноќта кон четврток. Утре во западна Европа, на Пиринејскиот, на Апенинскиот полуостров умерено облачно и нестабилно со врнежи од дожд, на релативно топло за овој период од годината во областа на Алпите и на крајниот исток од Европа, студено со врнежи од снег. Во останатите делови од стариот континент умерено облачно со повремени сончеви периоди, но и студено. На Балканскиот полуостров во четврток времето умерено облачно со сончеви периоди. Релативно топло. Студено се очекува да биде на север на Балканот, локално во централните делови на полуостровот, врнежи од дожд. Максималните дневни температури на полуостровот од 3 до 17 степени Целзиусови. Во Македонија во четврток во раните утрински часови врнежите од дожд ќе престануваат. Во текот на денот времето умерено облачно со сончеви периоди, ветровито и малку потопло со пораст на температурите. Во северозападните и западните делови услови за слаби и локални врнежи од дожд во првата половина на денот, но и потопло време. Минималните од 3 до 8, максималните дневни температури утре во Македонија од 12 до 15 степени Целзиусови. Во Охрид во четврток времето ќе биде умерено облачно со слаби локални врнежи од дожд, ветровито и свежо. Попладне врнежите ќе престанат, минималната температура 8, а дневната 13 степени. Во петок во Охрид умерено облачно време со повремени сончеви периоди и потопло време, минималната 10, дневната 17 степени. Во сабота умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, дневната температура 14 степени. Во недела умерено облачно време, ќе има сончеви периоди, ќе биде посвежо со пад на температурите, минималната температура 4, максималната дневна 11 степени Целзиусови. Ресторан Далга. Данкат, ваш партнер, село Мислешево, Струга. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Супер акција во Миса Маркети. Ванилица со джем 500 грама 159 денари. Фруктал ладен чај праска 1,5 литри 42 денари. Гарденија гарнир микс 450 грама 59 денари. Ева туна со зеленчук 115 грама 42 денари.
Фери калинка 800 мл плюс шумско 650 мл 199 денари. Маслинки каламата 1 кг 299 денари. Пазарете со мерак, ваши Миса маркети. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Под мотото "Сите деца се исти" започна со работа првата инклузивна игротека во Охрид во просториите на поранешната касарна. Околу 20 деца со церебрална парализа ќе имаат место за игра, терапија и социјализација. Игротеката Радост е пилот проект на Сдруженијето ВОПС, поддршка Охрид во рамки на програма финансирана од Европската Унија, која се очекува во наредниот период да прерасне во дневен центар за лица со попреченост. Денес со работа започна игротеката Радост, првата инклузивна игротека во Охрид. Во комплексот Касарна, во способени простори за лица со попреченост, особено за деца со церебрална парализа, конечно се овозможува место за игра, терапија и социјализација. Под мотото "Сите деца се деца", таму ќе се спроведуваат активности за дневно згрижување во текот на работната недела. Ќе се организираат работилници за деца, но и за нивните семејства како процес на другарување и инклузија. Анастасија Митреска, мајка на дете со церебрална парализа, срекна заради отворањето на игротеката, смета дека ова за неа ќе биде големо олеснување во секојдневните активности, можност за работно ангажирање и ослободување од стресот. Секој момент си во некој стрес, значи дали ќе има таја напад, дали нема да имат напад, и ти не можеш да ја остеш, да речеме, со секого да ја вардит, морат значи да имат стручни лице со нејзе, што ќе можат да го познат тој напад. А и финансиски, да речеме, е тешко, пошто едниот родител само работи, другиот родител мора да е континуирано дома со нејзе, пошто немат на кого да ги оставиме децава, а вака со отворање во овој дневен центар ќе имаме можност и ние за вработување, дали на скратено работно време, дали тука, дали било каде. Весна Гебеловска од Сдруженијето ВОПС, поддршка Охрид, носител на проектот, вели дека адаптирањето и опремувањето на еден ваков простор е заеднички успех за сите инволвирани, а во корист на психофизичкиот развој и инклузијата на децата. Децата конечно да излезат од дома, да возможиме една средина која што ќе го поттикнува нивниот развој. За малите деца ова е од особено значење, затоа што кога уште од мали нозе се социјализираат, понатаму многу полесно ќе можат да се вклучат и во образовниот процес, а од таму нормално и во пазарот на трудот, и тогаш зборуваме за една реално остварлива инклузија, која што денес ја имаме во речникот, меѓутоа за жал се уште не е достигната на тоа ниво кое што сите би сакале да биде. Значењето на ваквите установи е огромно, имајќи го предвид континуираното зголемување на бројот на деца со попреченост во држава, вели дефектологот Александра Сабрас Апостолова. Бројката беше многу мала, значи последните можеби 10 години станува се поголема, значи некои од факторите се за време на пораѓај, некои од факторите кажуваат дека да речемо на начинот на исхрана, а најповеќе би рекла дека стрес факторот. Значи повеќе треба да се гледа на менталното здравје. Многу изгубивме време во правење на некои импровизирани нешта, а сега мислам дека со вакво нешто ќе може да се згрижат, посебно заедно да бидат заедно со другите деца кои со типичен развој, и ќе може таа инклузија да се свати едноставно дека сите деца имаат способности за нешто. Програмата за развој на Обединетите нации UNDP е вклучена во спроведување на проектот Инклузивна игротека, во чии рамки е игротеката Радост. UNDP како организација посветена на инклузивноста во наредниот период ќе имплементира 40 слични проекти низ држава, при што се очекува корист од ваквите активности да имаат околу 8.000 граѓани. Сите припадници на нашата заедница, членови на општество, треба да имаат исти можности, исти шанси, исти права.
и затоа ми е многу драго дека во оваа игротека, како по иницијални проценки, имаме околу 20 деца што ќе имаат со церебрална парализа, што ќе имаат можноста да се играат, да се развиваат, да ги користат своите капацитети, развиваат креативните можности, што е многу важен дел од психофизички развој на деца. Во рамки на своите надлежности, локалната самоуправа го отстапи овој простор со очекување во наредниот период тука да се роди дневен центар за лица со попреченост, истакна градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков. Ние како општина првиот чекор го направивме и она што беа наши простори како локална самоуправа во соработка со министерствата, односно тоа е со одлука на влада, ги даваме за да понатаму ова прерасне во дневен центар, не само за оние кои што имаат потреба или оние за кои што е наменето со церебрална парализа, туку и за сите останати категории за кои што е потребно да помогнеме. Проектот Инклузивна игротека на Сдруженијето ВОПС поддршка Охрид се спроведува во рамки на регионалната програма за локална демократија во Западен Балкан 2, која е финансирана од Европската Унија, а ја спроведува програмата за развој на Обединетите нации UNDP. 20 граѓански организации од земјава бараат стопирање на постапката за управување и отуѓување на локалитетот Мауцкер. Според нив постојат податоци дека таму се наоѓал античкиот град од римско време познат како Хермелеја. Активистите поднесоа приговор до општината и Министерството за животна средина. Доколку не се стопира постапката, најавуваат дека ќе се жалат и во Страсбур. 20 граѓански организации од Охрид и земјава бараат да се стопира урбанизацијата и продажбата на Мауцкер. Според нив станува збор за вреден археолошки локалитет, каде се наоѓал античкиот град од римско време познат како Хермелеја. Веднаш до него се наоѓа црквата Свети Еразмо и уште постарата монументална базилика Свети Еразмо, која е една од најстарите цркви во Европа, датирана пред 6 век. Во јавноста се погласни реакциите дека земјиштето е од висока категорија и дека тоа веќе е заштитено со Закон за заштита на културното наследство. Активистите за заштита апелираат земјиштето на локалитетот Мауцкер, кое е пренаменето за индустријска зона, да се заштити, а не да се продава. Значи колегата Владо Маленко 74 година, кога се правел патот значи од Струга према Охрид, 74 година он отворил 16 сонди, вертикални сонди и ги утврдил остатоците на тој антички град под името Хермелеја. Ево ја мапата и уште тогаш Владо Маленко кажал дека таму постои стар град кој што воопшто не е истражуван. И сегашните урбанисти носат некој урбанистички план да го управуваме и да го продаваме тој комплекс. А не држи место сето тоа, знаете. Тоа оди спротивно на законите кои што важат кај нас. Активистите уште во 2014 година поднеле барање до општината во кое појасниле дека комплексот Мауцкер е вредно културно наследство, а не е археолошки истражено. Денес повторно алармираат да се заштити природното и културното наследство. Конкретно за археолошкиот комплекс Мауцкер, ние викаме прво истражување, да се утврдат границите каде има културно наследство, таму каде нема културно наследство, нека го урбанизираат урбанистите. А не во случајов урбанистите, архитектите си донесле некој план за урбанизација, без претходно да бидат запазени овие правни рамки кои што ги бара и Законот за културно наследство и Законот за урбанизација. Активистите поднесоа приговор до општина Охрид и до Министерството за животна средина. Доколку не се стопира постапката за Мауцкер, велат ке се жалат и во Страсбур. Од Заводи музеј Охрид велат парцелите на Мауцкер кои се на државно земјиште, а на седница на Советот на општина Охрид во август годинава беа изгласани за управување и продажба не се археолошки локалитети. Оттаму додаваат дека при изведба на градежни работи ке се бара надзор од археолог, со што се исклучува можноста да се гради врз земјиште кое представува археолошки локалитет. Уставниот суд денеска одлучи да не ја оценува уставноста и законитоста на одлуката на Советот на општина Охрид за донесување урбанистички план во населено место за индустријската зона Мауцкер.
Не се поведува постапка за оценување на уставноста и законитоста на одлуката за донесување урбанистички план вон населено место за индустријска зона Мауцкер, катастарска општина Долно Лакочереј, вон град, плански период 2013-2023, донесена од Советот на општина Охрид на 27 февруари 2015 година, одлучија на денешната седница уставните судии. На денешната 40-та седница на Уставниот суд на дневен ред се најде оваа иницијатива со која подносителката смета одлуката на Градскиот совет е спротивна на темелните вредности на уставниот поредок на Република Македонија, бидејќи со урбанистички план вон населено место општината урбанизира простор со намена индустријска зона во чиј делокруг може да се градат индустријски објекти од лесна преработувачка и помалку загадувачка индустрија. Според наводите, урбанистичкиот план за Долно Лакочереј вон град е спротивен и на членовите 6, 8 и 9 од Законот за управување на светското природно и културно наследство и обврската на државата за должна заштита на Охридскиот регион од активности кои можат да предизвикаат уништување и деградација на светското природно и културно наследство. Подносителката наведува дека при донесување на оспорениот урбанистички план, општина Охрид не водела сметка дека индустријската зона се наоѓа на само 700 метри од црквата Свети Еразмо, светско културно наследство и 900 метри од Охридското езеро, заштитено од УНЕСКО. Цените на основните прехранбени производи ќе почнат да се намалуваат од следната недела, кога ќе бидат потрошени залихите кои трговците ги имаат во магазините и кои што се набавени по повисока цена, тврди министерот за економија Крешник Бектеши. Бектеши и владата се договорија со производителите на храна да ги намалат цените за најмалку 10%, откако од 1 декември добија поевтина струја. Дека до 1 декември супермаркетите не биле празни, колку што знам ја, и пред 1 декември имале производи, знаете си, да супермаркети во државата. Во нивните магазини имале производи. И домашни производи, кои користат дистрибутер, и производи кои се увезуваат во нашата држава. Тоа се вика залихи. Тие залихи се набавени со различни цени. Новите залихи се набавуваат со други цени, кои се пониски од претходните. Што значи дека залихите треба да се трошат, и најверојатно ќе се трошат во текот на ова недела, почеток на наредна недела, и ќе приметите дека ќе има намалување на тие производи. Колку пари собира државата од еколошките такси и каде се трошат, се обиде да одгадне Државниот завод за ревизија. Во соопштението од заводот е наведено дека во Македонија нема интегриран систем за решавање на проблемите со животната средина на национално и локално ниво. Министерството за животна средина нема увид колку вкупно пари се собираат од еколошките надоместоци. Исто така ревизорите велат дека не се спроведува принципот загадувачот плаќа при утврдувањето на висината на надоместоците и дека Министерството не го наплаќа навреме надоместокот за интегрирана еколошка дозвола, поради што врши отпис на долгови. Државниот завод за ревизија спроведе ревизија на успешност на тема даноците на животна средина во функција на ефикасно спроведување на политиките за заштита на животна средина, а во соопштението до јавноста се наведени низа недостатоци околу собирањето и трошењето на еколошките надоместоци. Заклучокот е дека ревизорите добиле разумно уверување дека има одреден напредок во спроведувањето на политиките, но тоа е недоволно за да се унапреди квалитетот на животна средина и да се осигура рационално користење на природните богатства. Даноците за животна средина или даноци за загадување, за искористување на ресурси, транспортни даноци и енергетски даноци, од кои за првите три во периодот од 2019 до 2021 година биле собрани 838 милиони 142.000 денари, односно 13 милиони 628 325 евра. За овие пари нема соодветен информационен систем каде на едно место ќе се соберат сите податоци за пресметките за наплатата и за меѓусебната координација на институциите кои ги наплаќаат, а Државниот инспекторат за животна средина нема законска надлежност да ги казни субјектите што не го плаќаат надоместокот.
Ревизорите утврдиле дека надоместоците за АА интегрирана еколошка дозвола не се движат во законски определените рамки по емисиони точки, како и дека општините немаат еднаков пристап при утврдување на основата за надоместок за собирање и транспортирање на комунален отпад. Поради неиздадени и ненавремено издадени решенија за надоместок за поседување на А интегрирани еколошки дозволи, како и поради ненавремено и нецелосно утужување, заклучно со 31.12.2021 година се остварени помалку приходи во буџетот на Министерството за животна средина и просторно планирање, односно ненаплатени се побарувања од 9.453.000 денари, а отпишани се 30.273.000 денари. Ревизорите исто така утврдиле дека само 37% од општините остваруваат приходи од надоместоци за комунален отпад, а овие пари би требало да се искористат за изградба на регионални депони. Ревизорите велат дека не може да се обезбеди показател и за степенот на искористеност на надоместоците за финансирање активности во областа на животна средина. Парите во буџетот на Министерството не се доволни за финансирање на активностите во областа воздух и заштита на природата. Државниот завод за ревизија наведува дека поради отсутство на интегриран пристап во начинот на распределба и користење на надоместоците за животна средина, според податоците на заводот, инвестициите и трошоците за заштита на животна средина учествувале незначително со само 0,6% во бруто домашниот производ за 2020 година. Следуваат вестите од светот. Председателот на Србија Александар Вучич на својот Инстаграм профил се огласи за апликацијата за членство на Косово во Европската Унија. Почитувани граѓани на Србија, веќе знаете дека ги замолив нашите западни партнери да ми кажат кои од 5 важни документи сакаат да го почитуваат: Кумановскиот договор, Повелбата на Обединетите нации, Резолуцијата 1244, Бриселскиот или Вашингтонскиот договор. Дојдовме до шестиот многу важен документ за ЕУ од 2003 година, познатиот Солунски документ за проширување на ЕУ кон Западен Балкан, и токму во светло на поднесувањето на апликацијата за членство во Европската Унија, така нареченото Косово. Моето прашање е: дали ќе ги прочитуваат документите што сами ги донеле, па дури историските од Солун, бидејќи во точка 5 од Солунскиот документ се вели дека целосно ја поддржуваат имплементацијата на Резолуцијата 1244, па моето прашање од денес е: кој од овие 6 документи сакате да го почитувате и апсолутно ќе се договориме? Праша Вучич. Мал брод со мигранти потона во Ла-Манш во близина на југоисточниот брег на Англија и има жртви, јави денес BBC. Портпаролот на Министерството за одбрана потврди дека инцидентот е во тек, но не соопшти детали. Крајбрежната стража објави дека ја координира операцијата како одговор на инцидент со мал брод во близина на брегот на Кент. Во операцијата учествуваат морнарицата, граничната служба и локалната полиција. На местото се испратени спасувачки чамци, се наведува во соопштението. Оваа година во затворите ширум светот имало 533 новинари, за 45 повеќе од минатата година кога имало 488, кога веќе беше и објавено историското ниво, се вели во годишниот извештај на Репортери без граници. Бројот на убиени новинари е 57, пред се поради војната во Украина. Исто така е во пораст во споредба со 2021 кога бил 48 и 2020 кога бил 50. Повеќе од половина од затворените новинари во светот на 1 декември се во овие 5 земји: 110 во Кина, 62 во Мјанмар, 47 во Иран, 39 во Виетнам и 31 во Белорусија. Иран е единствениот кој не беше на таа црна листа минатата година, посочува невладината организација која го објавува годишниот извештај од 1995 година. Од почетокот на протестите во септември Иран затвори невиден број медиумски работници во последните 20 години. Американскиот нуклеарен бомбардер Б-2 Спирит принудно слетал во Мисури откако се случил дефект при летот. При слетувањето се запалил. Станува збор за стелт нуклеарен бомбардер Б-2 Спирит на американското војно воздухопловство, кој принудно слетал во воздухопловната база Вајтмен во Мисури поради дефект при рутински операции. Авионот се запалил при слетувањето, бил оштетен
потврди од американското војно воздухопловство. Повредени нема, истрагата за инцидентот се уште е во тек. Б2 Спирит беше пуштен во употреба во 1997 година. Чинеше 1,16 милиарди долари или 2,15 милиарди долари по денешна вредност. Се смета за најскапиот бомбардер на светот. Ова е се што подготви информативната редакција на ТВМ за денес. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно.